Ако изградбата на вештачки езера се капитални инвестиции, тогаш рационалното искористување на акумулираните количества вода значи целосно ефектуирање на истите, а за да се оствари тоа неопходна е изградба на модерен систем за наводнување кој ќе има за задача максимално да ја искористи водата. Таквата опција се повеќе ја налага проблематичната хидролошка состојба во регионот и глобалните климатски промени кои се посериозно се закануваат на планетата Земја. Водостопанствениците и водокорисниците во текот на март и почетокот на април потрошија многу денови и часови за да ги дефинираат плановите за наводнување во услови на намалени количини вода. И пак едни ќе бидат задоволни, други не, бидејќи речиси 1/3 од плодното земјиште ќе остане без наводнување. Така е оваа година, а лани кога брадната Калиманци прелеваше во наводнителната сезона, беа потрошени големи количини вода. Основната причина за тоа е отворениот хидросистем за наводнување кој тешко се контролира. Поради тоа, за да се добие квалитетно и изголемено производство со оптимално наводнување, неопходна е изградба на затворен систем кој ќе овозможи контрола кои површини колкави количини вода трошат и дали наводнувањето на истите е сплатливо и рационално. Но тоа е комплексен и крупен проект за кој треба да се исполнат неколку други предуслови. Најбитно е окрупнувањето на парцелите, класификација според квалитетот, обезбедување вода од горните слоеви на акумулациите заради повисоки температури и слично. Инаку парадоксално е тоа што системот во Вчеполието е од затворен тип, а во Кочанската котлина, каде се трошат неспоредливо поголеми количини вода за оризиштата, од отворен. А не треба да се заборават предвидувањето на светските експерти кои велат дека во 20-тиот век се војувало за нафта, но во 21-тиот ќе се војува за вода.